колку модерно стана да се плука по ВМРО ДПМН. Ја мислам дека има сега моментов надпревар кој поише ќе плука по ВМРО ДПМН. Кој поише лоши работи ќе му каже. Кој поише ќе го обвини за ова или за она. Најтрагично е што повеќето од нив имале страшно голема корист од ВМРО ДПМН во минатото. Огромна корист. Вака и онака, секаква. А ја некако кога ќе видам дека нешто станува тренд, например плјукање по ВМРО ДПМН, некако одма ми доаѓа да излезам од трендот. Тоест да не бидам во тренд. Затоа што кога си во тренд еден ден пак ќе мора да излезеш од тренд. Кога си у мода еден ден пак ќе мора да излезеш од мода. Ја избрав да сум старомоден кој вие стариве ВМРО-вци. Од 90, 89, претходно уште. Мислам што се уште живи. Има луѓе си ја сакаат таа партија. Има луѓе искрено си ја сакаат Македонија државата. Задоени се со идеите на ВМРО ДПМН. Не се ниту морони, ниту небањати, ниту силјаци, ниту влакнести, недепилирани. Нормални луѓе се едноставно задоени со тие идеи. И тоа е на што прво треба да го свати опозицијата, дека има такви луѓе. Кој што сум го сватил јас тоа. Кој ќе сватите дека има такви луѓе, нема да можете лесно да си дозволите да ги навредувате. Да им ги навредувате идеалите, да им навредувате светогледите, да им ја навредувате наклоноста, идеолошка, партиска, како сакате да кажете. Ако го правите тоа, станувате во очите на обичните луѓе уште понадмени, уште поарогантни, станувате одвратни на некој начин. Им се гадите на сите останати. Као што знаете, од секојаш бев опозиција. Секојаш плукав, ја критикува власта поточно. Гледав со аргументи да биде тоа. Кога поуспешно, кога помалку успешно. Но секојаш заземав една таква страна. Овој пат заземав страната на партијата на власт, тоа го кажав уште кога ја најавував нивната победа уште на минатите парламентарни избори, кога некој очекуваа дека ќе го гледаат стариот филм од мене. Тогаш многу им кажав. Кога ќе видите дека сите тие што глумат опозиција едва чекаат да влезат во системот, во најгорниот ешалон, кај што е поделбата на колачот, кај што е власта, сваќате дека само сето тоа само еден голем театар. И па кој веќе сето тоа еден голем театар, тогаш ќе бидам барем на страната на оние кои што сметам дека на некој начин имаат волја, имаат желба, имаат такво воспитување, доволно се патриоти, да направат некоја иднина за, не веќе за нас, туку за нашите деца и за децата на нашите деца. Све ми е јасно да се разбереме. Читајќи ги драмите на Шекспир, сум научил една работа. Најголемата грешка на владетелите, на оние кои што биле на власт, биле што се заљубувале во најголемите полтрони околу нив. Затоа што на секој му годи кога ќе му кажеш колку е добар, колку е најпаметен, колку најдобро ебе, колку му е најголем. И тоа е она прва трагичка грешка кај секој владетел што ја прави. Почна да му верува на тој што не треба. Не на тој што го критикува, што му кажува не вака, туку на тој што му верува. На тој што му угодува. На полтронот почна да му верува. И така почнуваат сите на тие околу него полтроните да му се мочаат у супата. Па ќе видите, овој имал толку станово, имал толку станово, е направил ова, е направил она, оној шмркал кока, овој шмркал блиските.
И секојаш е тоа така. И тука почнува падот на еден владетел, на еден режим, на едно царство. Како сакате кажете. И затоа секој треба да се мудро да се заштити од овие полтрони. Кој што гледа тебе и овие локални избори, бараба, ја не сум ни на советничка листа, уште помалце сум кандидат за градоначалник некаде или на некоја партија. Еве работа, представа, театар, па им се изјавија предпоставките на некои мои душегрижници, дека сега ќе ме видат некоја советничка листа, не знам кој победи ВМРО минатите парламентарни, дека сите нешто ова сега вика ќе оттурат на функција некоја нова, па ко видоа ме нема на функција, па ете не ти дадо функција. Функциите се убави, големи плати, ово на бенефиции, сите те сакаат, на што ќе кажам, па со полтроните. Сите ти велат колку си најубав, колку си најпаметен, колку до сега не те познаели, уствари каков генија си, каква људина си, колкав ти е. Се супер, све годи, овие на сите им годи тоа се што се овакви. Ама знаете дека тоа е фантазам, дека тоа е фатаморгана, дека тоа нема врска со реалноста. За жал, луѓето се уште им веруваат на овие главниве плукачи на ВМРО ДПМН, кои што сега ќе го менјале градот, кои ќе го земеле. Тоа немало више хартивче да има на улица. Тоа ќе имаме чисти реки. Не знам, ќе имаме, не знам, таква поддршка од градот, од системот, ќе имаме европски шампион у фудбал, учесник во Евролигата у кошарка, не знам што, курс се тресе у ладна вода. Немало веќе да има депонии, кучиња, скитници. Глупости. И вие, и ние, сите знаеме дека пак има. Пак има. Пак има урбана мафија. Пак има дивоградби. Се додека не почна да паѓаат глави. Се додека не дојде некој налик на оние што сме ги гледали у филмот The Untouchables, недопирливите, Елиот Нес и компанија, со License to Kill. Се додека не дојде така, ние ќе окркаме стапот. И ова треба секој да го знае. Ама овие, кои што се прават дека се, не знам какви заштитници на обичниот народ, не знам какви овие протореволуционери, протофраери, протоинтелектуалци, протодесеткаши, прото ово, прото оно, или овој главниот на овие квислинзиве, што многу сака да каже овој против ВМРО, дека нема ништо направено за овие година дена и за претходно, не знам, на локално ниво изминативе 4 години, кој што го видовме убаво завален у фотелјата у дневната соба кај Боки 13, фино завален. А Боки вика секој ден, вика киснеше кај мене секој втори ден. Има на телефон, има на доказ. А овие револуционериве големи, ќе сменеле све, ќе беле матер, влезени у системот. Како можеш да веруваш некому што влегол у системот, бе? Како сите што се влезени уштекани се. Они више не се исто со тебе. Они ще размишља на друго ниво, бе. Они се размишља дали диде на одмор на Канарски острови или појма немам каде у Коста дел Сол или у Марбелја. Тоа се неговите, ќе бидат неговата главна окупација, неговите главни размисли ќе бидат после изборите и особено после Нова година, каде за одмор? На која дестинација? Или у новиот стан на Халкидик или било каде овамо, да. Мислите ќе се занимаваат со вас? Големи револуционери, влезени у системот, со плати од 2-3 евра, со плюс други илјадници бенефиции. Во таква една ситуација, не ти преостана, имаш две опции. Да батали све и да не гласаш и да не те занима ништо, или да избереш некоја опција. Овие да те заведат да те излажат, или да ја бираш другата опција на
овие кои што ВМРО ДПМН кои што ќе направат растур на овие избори и познавајќи ги од минатото какви биле, дека може да направат многу и за државата. Ако не ги преземат по своја контрола, ако не ги преземат полтроните, ако не ја преземат партијата под своја контрола. Се надевам дека Мицкоски ќе остане имун на тоа. Веројатно е свесен за сите овие работи и до сега добро се држи. Тоа морам да признам. Само власта е најголем афродизијак, најлизгав терен. Кога си на власт се губиш себе. 3 сантима левитираш над земја. Баш поради тие полтрони кои што треба да ги нема околу тебе, а се тука најприсутни, пошто тие знаат да се истуркаат, да се излактаат, да влезат во близината на тие кај што треба да им се упикаат што подлабоко гзот. Во нив е тие се тие што ги прават фантазмите кај лидерот за неговата лепота, способност, големина, величина итн. Тие се тие што градат култа на личност. Култот на личноста поправа. И во една таква ситуација, секогаш избирам да одберам нешто отколку ништо да не одберам. А ви кажав од кои причини. Овој пат јас не плукам на власта. Особено не на ВМРО. Особено заради тоа што стана многу мода. Што очекуваат сега, како што ми рекоа некој, ние очекувавме ти сега по ВМРО и нив да ги знам. Не, ја пак имам ВМРО. Ако читате добро меѓу редови која имам некои обраќања, сум ги скритикувал за многу работи до сега. Но да, ги поддржувам. Свесен сум за сите фалинки на човечкиот карактер, за сите фабрички грешки. Да посегне да земе, големо му е окото, овака. Но тоа треба да се стави под контрола. И се додека е тоа под контрола, ќе имаат мојата поддршка. Затоа што ќе направат доста добри работи. Ако ова не им се истрпи од контрола. А овие фекериве останати, што им е сега, што се умода влезени да плукаат по ВМРО ДПМН, а се влезени до овдека у системот и ги користат сите бенефиции на истиот тој систем по кој што плукаат. Турете им го мурот, ја да ви кажам. Најобични фейкери, фейковачи. Кинеска роба од некоја најефтина фабрика у најзабутана провинција у Кина. Тоа се они. Што ги вика револуционираат Алиекспрес. И овие квислинзиве од СДС, што секојаш кога се опозиција многу поштени се прават. Немате каде бе, толку сте скомпрометирани бе. Видете си го лидерот Венко на сликата кај Боки у салон како дреме, а сите си мија раце од Боки. Која заглави затвор, која ова, кона. Никој не го познаеше. Сите вика, ја појма не знам. Кој е Боки 13? Ама овој ги има. Ги има, у фајлој ги има и ги вади се. Филмче, слика, фотка, овона. Сериозни сте. Венко Филипчев е лидер. Мора да сте крајно ретардирани. Крајно попречени у развој. ВМРО ке ве гази док може. И треба да ве гази. Ја да сум лидер на ВМРО, ја да сум Мицковски. Ја така добро ќе ви изгазам сите. У политичка смисла ќе ви изгазам, да ќе се откажете да се занимавате уиднен со политика, да си ги расформирате партиите. Јас сум свесен да, на Мицко, на секоја партија на власт им треба опонент, главен непријател на кој што ќе го насочат овај гневот на народот кога они ќе прават грешки, кога ќе дефокусираат на главниот противник. Свесен сум за тие работи. Ама ја уште еднаш многу одамна кажав на премиерот на ВМРО ДПМН. Таков непријател, како СДС, не ви треба више. Боле најдете некој непријател, некоја
странска држава што не понижува некој, тој да ви биде главен непријател. Пошто мора некој да најдете. Тоа е ДНК на политиката, на владењето. Али овие више не ви требаат. Овие другиве револуционериве нема шанси некојаш да дојдат на власт. Теорија нема никаква. Можам до утре сабајле да ви кажам зошто нема никојаш да дојдат на власт. Али генерално е заради тоа што се фејкери, тешки. Да не одиме понатаму, да не навагаме од други детали, димензии, така дали и така дали. Така му натаму. Така што еве избрав некој обраќање на 2 дена, мислам, пред изборите, на ден пред изборниот молк, чисто да знаете колку е саат. А за жал, искрено се кажем, многу работи ќе останат исти. За жал. Но, како велат, надежта последно умира, а јас верувам, и се додека верувам, нема да им влагам у положение на овие фейкери, на овие давајгази, квислинзи, лапни го, шмукни го, карактери, кои што мислат дека со најефтини трикови може да предизвикаат, да добијат некаква симпатија од јавноста, од народот или, модерно кажано, лаик. Едните се одамна прочитани, овие другиве револуционериве допрва полека ќе ги разоткривате и ќе ги отчитувате, прочитувате, али дека тоа ќе се случи, дека едните и другите, дека и другите ќе ги демаскирате или самите поточно ќе се демаскираат, тоа немам ни грам сомнеш. Заебано ќе биде за ВМРО, наскоро многу брзо ќе остане сам на политичката сцена во смисла на надмоќност. Тоа ќе биде многу заебано, ама од друга страна си велам, па може и треба и тоа да се случи. Под услов, тој што е главниот човек, главниот е околу него, под услов тоа ако го искористат вистински да решат некои сериозни проблеми со кои што се соочуваме. И како држава, и како општество, и како заедница, и како систем. А овие другиве што ви рекле прилепчани мади на голи од овца, многу брзо ќе ги видите кои се и какви се. Знаете што? Нити се такви луѓе, нити се толку префригани да може да си го скријат променетиот начин на живот. Нема да успеат. Ке им се види дека им се сменил животот на пубаво. Ај чао.